Добро вечер. Го следите централниот дневник на К1. За актуелните случувања во регионот, Македонија и светот веднаш по најавата за дневните настани. Останете со нас. На 7 октомври почнува со работа првата фабрика во индустриската зона во Караслари. Маркарт официјално го почнува производството. Адвокатската заедница од Велес поднесе кривична пријава за надреписарство. Имунизацијата со поливалентните вакцини се применуваат речиси 2 месеца. Родителите ја прифаќаат. Официјалното отварање на германската странска компанија Маркарт во индустриската зона Караслари ќе биде на 7 октомври, најави градоначалникот на општина Велес Славчо Чедиев. Маркарт е компанија која има производствени капацитети во 10 земји. Таа е водечки производител во областа на електронски кола, прекидувачи, контролни и мегатронски уреди, како електронски делови за врвни автомобилски брендови. Официјалното отварање на Маркарт ќе биде на 7 октомври. Веќе и официјалните контакти со собствениците, односно со господинот Маркарт, преку мојата канцеларија завршија. Се знае колку часот, тоа ќе биде негде околу 12 часот официјалното пуштање во потреба на фабриката. Да нагласам дека повторно по трети пат денеска дека имаше противење и за индустриската зона Караслари да се прави воопшто. На некои субјекти поважно им беше да има таму игралиште, отколку да има фабрики. Меѓутоа, ние го поминавме и тоа. Сега со задоволство можам само да гледам и ќе гледаме во иднина како континуирано таму се гради, како тој дел на градот добива нов лик, како граѓаните на Караслари се задоволни затоа што земјиштето претходно им вредеше 1 евро квадрат, сега се продаваат парцели по 11, по 12 евра квадрат, цена што не е за подценување ни во самиот град Велес, каде што нивните ниви добија исклучително голема цена во однос на претходно, каде што веќе одат, запираат автобуси, се минјаат работници и одат да работат, каде што Хемомак прави огромен објект, на општо задоволство, нели, каде што собственикот на жито се подготвува, најавува градба на нов објект таму, каде што Јапонија ги зема котите за градење. Тоа значи дека сме постигнале она основна наша замислена цел. Буџетот за 2016 година има силна развојна компонента изразена преку историски највисоко ниво на капитални инвестиции. Вкупните средства што ќе се вложат за капитални инвестиции се 37,5 милијарда денари, од кои 21 милијарда денари се за транспорт на инфраструктурата, за патишта и слично. Владата и наредната година испланирала буџетот да биде развоен. Повеќе пари ќе има за капитални инвестиции, плати и социјална заштита. Според усвоениот предлог буџет до година, планиран е раст на бруто домашниот производ од 4%. Вкупните приходи во буџетот се планирани за следната година на ниво од 176 милиарди 804 милиони денари, што е за 6% повисоко од колку 2015 година, или во пари тоа е 9 милиарди 962 милиони денари зголемување. Расходите се позиционирани на ниво од 195 милиарди 788 милиони денари, што е зголемување за 4,7% во однос на 2015 година, или во пари за 8 милиарди 807 милиони денари. Пресметките покажуваат дека 2016 година треба да биде година со најнизок буџетски дефицит. Намалувањето на буџетскиот дефицит во 2016 година представува чекор во насока на реализација на фискалната стратегија за следниот среднорочен период, со која што се предвидува, почнувајќи од 2017 година, буџетскиот дефицит да се сведе на ниво под 3%, што ќе овозможи целосно стабилизирање на нивото на долгот и негово одржување на умерено ниво, како што и впрочем е сега. И општините наредната година ќе може да очекуваат повеќе пари од државната каса. Зголемен е буџетот за регионален развој. Обезбедени се доволно средства за рамномерен регионален развој кај Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој 303 милиони денари, субвенциите за земјоделието согласно планираниот износ на средства ќе изнесуваат 141 милиони евра,
Инвестициите во капиталните проекти треба да бидат главниот носител на економскиот раст. Обезбедени се повеќе пари за изградба на коридорот 10, за рехабилитација на железничката инфраструктура. Еден буџет кој што се потпира на двата основни столба како политики кои што ги имавме во претходниот период, а тоа е преку висок износ на капитални инвестиции да го помогнеме развојот на македонската економија, да ангажираме голем број на домашни фирми за изградба на разните инфраструктурни проекти, но и за производство на суровините и репроматеријалите што се потребни во тој процес. А од друга страна да обезбедиме стабилност, посебно за ранливите категории на граѓани и заштита на нивниот животен стандард преку соодветен пораст на средствата и што се наменети за пензионерите, за примателите на социјална помош. Ставревски вели дека проектираниот буџет дава основа 2016 година да заврши како година со умерено ниво на задолжување, како што всушност Македонија има и во изминатите години. Формирано е Сдружение на производители на свежо свинско месо Гицко. Целта на ова здружение е надминување на проблемот со нелојална конкуренција и увоз и продажба на замрзнато месо. За прв председател на ова здружение е избран Ефтим Шаклев. Производителите на свежо свинско месо седнаа на иста маса, формираа здружение преку кое заеднички ќе действуваат во надминување на проблемите. За прв председател го избра Ефтим Шаклев. Тој вели, заедничкото делување има поголем ефект и затоа е оптимист дека во наредниот период полесно ќе ги решаваат проблемите. Они го гледа својот интерес и за условите на производство и на набавката на храна и за продажбата, дека нашите успеси ќе бидат многу подобри, ќе бидеме многу поозбилни ако сме организирани. И затоа на тоа размислување е резултат денешниот ден и создавањето нова, да речеме, ново здружение, иако досега сме били ние често пати заедно, меѓутоа денеска само го тоа официализиравме и формално правно и тоа е со името Гицко, така одлучи присутните. Не се надеваме дека ќе функционираме успешно понатаму. Фармерите очекуваат дека преку здруженијето полесно ќе дојдат до решение на нелојалната конкуренција и увозот и продажбата на замрзнатото месо. Најголемиот проблем тоа е замрзнатото свинско месо, кој ден денеска неконтролирано се продава и во малопродајата и во рестораните и тоа ќе биде нашиот основен чекор во кој ние ќе се бориме да сите ресторани во Република Македонија и да трошат изузетно квалитетно домашно свежо свинско месо, кое го имаме во доволни количини. Моментов Македонија 100% ги подмирува сите своји потреби со свежо свинско месо, дури може да кажеме имаме некој процент од 10-15% вишоци во одредени временски периоди во текот на годината. Од Гицко велат, во Националното здружение може да членуваат сите производители на свинско месо. За сега членуваат производители на околу 150.000 свињи. Според бројот на мали свинјарски фарми, Веле се водечка општина во Македонија. Потрошувачката на свинско месо во нашава земја е 10 килограми по жител и е најниска потрошувачка во европските земји. Домашните фарми ги задоволуваат потребите за свежо месо, но местната индустрија суровината мора да ја увезува. За увоз на замрзнато свинско месо за преработка годишно се издвојуваат околу 26 милиони евра, со задоволување на стандардите за рускиот пазар, каде што извозуваме само овошје и зеленчук. За местната индустрија се отвара нова можност. Тоа ќе значи поголемо производство, нови работни места и развој на фармерството во Македонија. 700 невработени млади лица од утре можат да се пријават на оглас за практиканство, зашто во трајање од 3 месеци ќе добијат надомест од државата во висина од по 6200 денари. Овие лица ќе бидат ангажирани во некои од приватните компании во земјава. Ова е втори јавен повик за практиканство годинава. Ке се финансира практиканство на уште 700 млади невработени лица, кои ќе бидат ангажирани во некој од приватните компании во земјава. Се распиша нов јавен повик за оваа мерка, кој е дел од оперативниот план за вработување. Ова е втор јавен повик за практиканство годинава. Во првиот учествуваа 640 практиканти. Вкупниот буџет предвиден за реализација на мерката за 2015 е 18 милиони 696 илјади денари. Станува збор за финансирање од 6200 денари месечно по лице во период од 3 месеци, без обврска за работодавачите да ги задржат на работа овие лица кои што ќе учествуваат во мерката практиканство.
Вкупниот број практиканти кои досега учествувале е 2210. Од нив 65% се вработиле и покрај тоа што според мерката, работодавачите немаат обврска да ги задржат на работа практикантите. Исто така поттикнувачки за приватните компании да ги задржат овие млади лица кои што ќе учествуваат во мерката практиканство е можноста за да искористат останатите поволности кои што ги нудиме, односно мерката за ослободување од плаќање на придонеси за млади лица до 29 години. Покрај практиканството финансирано од државата, од неодамна побарање на компаниите, воведена е уште една мерка според која трошоците за ангажираните практиканти ги покриваат самите фирми. Пред неколку недели на владата на Република Македонија помина дополнителна мерка со практиканство за млади лица кои што завршуваат средно образование или високо образование, во кој што компаниите сами ќе ги ангажираат и ќе го плаќаат надоместокот кој што ние го плаќаме во момент во висина од 6200 денари. Значи таму не е ограничено, но мора да ги следат минималните стандарди кои што ние ги поставуваме. Единствената обврска на компаниите и невработените млади лица кои сакаат практично да се оспособат преку оваа мерка е да донесат договор во Агенцијата за вработување, според кој ќе се евидентира кое лице ќе биде ангажирано на практична работа и во кој период. Едно лице може да биде практикант само 3 месеци. Адвокатската заедница од Велес поднесе кривична пријава за надриписарство до велешкото обвинителство. Две лица се обвинети за предавање на документи кои не били изработени од адвокат. Адвокатите бараат да се открие нотарот која реализирал оваа нелегална сделка, како и колку вакви договори се склучени во градот. Кривична пријава до велешкото обвинителство за надриписарство против непознат нотар од градот поднесе адвокатската заедница Велес. Осомничени се и две лица, продавач и собственик на киоск од градот, кои пак продавале документи кои не се изработени од адвокат. Во конкретниот случај продаван бил купо-продажен договор за моторни возила. Зад кривичната пријава подпишани се 46 велешки адвокати. За ова е известена адвокатската комора на Република Македонија, од која што добивме поддршка. Сметам дека на ваков начин со надриписарство од една страна се оштетуваат адвокатите, бидејќи им се одзема дел од нивната работа, а од друга страна се нанесува и на граѓаните штета со нестручно дадена правна помош. Гашев го цитираше кривичниот законник член 381а, кој вели дека тој што без регистрирана дејност за надомест дава стручна и правна помош на граѓаните и правните лица, а не е адвокат, ќе се казни со парична казна или затвор до 1 година. Согласно законите во Република Македонија, адвокатите се тие кои што составуваат договори како приватни исправи, а нотарите вршат нивна заверка или солемнизација доколку е потребно приватната исправа да стане јавна исправа. Гашев вели дека овој проблем се провлекува подолго време. Вакви документи се продаваат не само во еден киоск, туку и на други места, каде се нуди правна помош од надриписари. Адвокатите бараат да се открие нотарот кој ја реализирал оваа нелегална сделка, како и тоа колку вакви договори се склучени во градот. Имунизацијата со поливалентните вакцини се применува речиси 2 месеци. Вакцинирањето и употребата на поливалентните вакцини се одвива нормално. Во Велес досега не е пријавена посериозна реакција од страна на родителите. На почетокот на август се воведе имунизација со 6-валентните вакцини, а од овој месец во употреба е и 5-валентната. И покрај присутниот страф и реакциите на дел од родителите кои се појавија во јавноста, во Велес вакцинирањето и употребата на поливалентните вакцини досега се одвива нормално. Одзивот и во август и сега во септември со 5-валентната е добар. Не сме наишли на проблем родител да одбие да не сака да прими оваа вакцина. Педиатрите уверуваат дека ефектот во заштитата од болестите против кои се вакцинира е ист како и со досегашната вакцинација. Бенефитот од поливалентните вакцини е тоа што се намалува бројот на боцкања на децата од 13 на 7, како и посетите на здравствените амбуланти. Поствакциналните реакции својствени за досегашните вакцини се сведени на минимум. Од досегашното искуство, во Велес не е пријавена посериозна несакана реакција од родителите. Има помалку поствакцинални реакции во смисла на локална реакција, оток, црвенило, болка,
потоа системски реакции во смисла на покачена температура, дури и високи температури, во ретки случаи дури и конвузии. Тоа е негативната страна на таа клеточна вакцина со која до сега работевме. Даваше солиден имунитет, искуството беше позитивно, но и тој процент кој беше доста мал за еден родител кој ќе се случи тоа за него е 100%. Сега овие негативни реакции се далеку помалку. Надлежните велат, поливалентните вакцини се проверени и безбедни за употреба, а лекарите со став дека нема простор за сомневање во квалитетот на вакцината. Ние добиваме извештај со вакцината, ни доаѓа и судско заверено документи од производителот. Производителот ни е Sanofi Pasteur, значи фирма со високо реноме, една од најстарите, да кажам, фирми кои работат со вакцини. И ни со години работевме и морбили рубеола против, не беше од истата фирма, па с вакцинални реакции со години не сме имале. Вакцината според надлежните е најисплатлива здравствена превентивна мерка, со која се елиминирани или редуцирани на минимум многу заразни болести. Родителска должност е на детето да му се обезбеди соодветна здравствена заштита. Македонските камионџи заглавени поради блокадите на граничните премини меѓу Хрватска и Србија. Од Гевгелија за Табановце вчера заминале 4400 имигранти. Одбележување на Светскиот ден на фармацевтите 25 септември. Вестите од Македонија во продолжение. Поради блокадите на граничните премини меѓу Хрватска и Србија, стотина македонски камиони се заглавени и не можат да го продолжат својот пат, бидејќи не функционира ниту еден граничен премин за влез од Србија во Хрватска. Од Транспортната асоциација Макамтранс апелираат до камионџиите да ги користат алтернативите преку Босна и Херцеговина и преку Унгарија. Според нивните сознанија, од Хрватска во Србија се пропуштаат само дел од камионите кои не носат стока која е поврзана со Хрватска. Инаку блокадите на српско-хрватските гранични премини траат веќе 5 дена. Треба да видиме како ќе разрешат двете држави. Очекувам да се најде решение, се работи на дипломатски пат да се најде решение. Тоа не е добро кога се затвараат граници и верувам дека Хрватска и Србија со посредство на меѓународната заедница ќе најдат решение за тоа и дека соодветно ќе се отворат границите. Поради сериозноста на состојбата, председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески упати писма до своите колеги од Србија и Хрватска, со кои бара максимално да се заложат за решавање на проблемот во најбрз можен рок, бидејќи во спротивно голем број македонски компании ќе претрпат значителни штети. Според евиденцијата на УНХЦР и Меѓународниот Црвен крст вчера од прифатниот камп во Гевгелија за Табановце заминале околу 4400 имигранти, што повторно е зголемување на бројот во споредба на минатите неколку дена. Благото покачување на бројот на мигрантите кои транзитираат низ земјава не предизвика проблеми во функционирањето на службите за нивно прифаќање, сместување и евидентирање кои имаат голема помош од активисти на многу невладени организации и здруженија на граѓани. Според податоците на Меѓународниот Црвен крст, нивните активисти вчера поделиле 420 пакети со храна, 85 пакети вода, 23 кебиња, 480 кабаници за дожд и 4 пакети за бебиња. По повод 25 септември, Светскиот ден на фармацевтите, Фармацевтската комора на Македонија ја истакнува нивната улога во зачувувањето и одржувањето на здравјето. Темата на одбележувањето на Светскиот ден на фармацевтите годинава е «Фармацевт, вашиот партнер во здравјето». На 25 септември во 1912 година е формирана Интернационалната фармацевтска федерација, која ја сочинуваат 32 национални организации, академски институции и индивидуални членови и застапува повеќе од 3 милиони фармацевти и научници од областа на фармацијата во светот. Улогата на фармацевтите е се поголема во достапноста на терапијата на пациентите, во безбедноста на нивното лекување, во давањето на точни и прецизни информации и во грижата за целокупното здравје. Во Македонија има околу 2500 фармацевти кои работат во индустријата, контролата и дистрибуцијата на лековите, во образованието, а најголем дел работат во аптеките.
Хрватска ја одби протестната нота која Србија ја упати поради блокадата на хрватската граница. Најмалку 62 лица се повредени во земјотрес во Индонезија, а джиите во близина на Мека го продолжија ритуалот. Следуваат вестите од светот. Амбасадорот на Хрватска во Белград Гордан Маркотик одбил да ја прими протестната нота која Србија ја упати поради блокадата на хрватската граница, соопшти Хрватското министерство за надворешни и европски работи. Амбасадорот смета дека наодите од нотата за дискриминаторскиот карактер на мерките кои можат да се споредат само со оние од минатото во време на фашистичката независна држава Хрватска се навредливи, непримерни и неприфатливи. Со цел да извршат притисок на српските власти, бегалците наместо кон Хрватска да ги насочуваат кон Унгарија и Романија, хрватските власти го затворија граничниот премин Бајаково за камионски и патнички сообраќај од Србија. Србија пак возврати со контрамерки, забранувајќи влез на хрватски стоки на своја територија. Најмалку 62 лица се повредени, а 200 куќи се оштетени во земјотресот со интензитет од 6,8 степени според Рихтеровата скала, која погоди индонезиската провинција Западна Папуа. Земјотресот е регистриран по полноќ и беше почувствуван силно во градот Соронг, соопшти службата за метеорологија, геофизика и климатологија. Земјотресот бил проследен од неколку вторични потреси. Се уште собираме информации и очекуваме бројот на ранетите лица и оштетените објекти да се зголеми, изјави портпаролот на Националната агенција за управување со непогоди. Ден по трагичното стампедо, муслиманите во близина на Мека го продолжија ритуалот каменување на ѓаволот. Во инцидентот на Мина загинаа 717 лица, а уште 863 беа повредени. На годинешниот Аджилак учествуваат над 2 милиони луѓе. Ова е најголема трагедија која се случи во последниве 25 години. Саудиските власти формираа комисија која ќе спроведе истрага за овој настан. Министерот за здравство Калет Ал-Фалих изјави дека турканицата се случила, бидејќи многу верници тргнале не почитувајќи го распоредот за време, што го направиле властите. Саудискиот крал Салман изјави дека е потребно да се унапреди нивото на организација и да се управува движењето на верниците. Во второто коло од домашното првенство, градскиот ракометен клуб Борец утре го пречекува тимот на Прилеп. Селекторот на фудбалската репрезентација Љубинко Друловик го обрави списокот за последните два дуела од квалификациите за Европското првенство. Викендов ќе биде одигран кошаркарскиот Суперкуп на Македонија. Вестите од домашен спорт во продолжение. Градскиот ракометен клуб Борец овој викенд ги продолжува настапите во домашното првенство. Тие во второто коло од Суперлигата на домашен терен ќе ја пречекаат екипата на Прилеп. И двата тима победија во првото коло, па се очекува интересен и до крај неизвесен дуел, во кој што поддршката од публиката ќе биде од големо значење за остварување на втората победа во сезоната на Борец. Надпреварот ГРК Борец Прилеп ќе биде одигран утре во спортската сала Гемиџи со почеток во 18 часот. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубинко Друловик го објави списокот на фудбалери на кои ќе смета за последните два пријателски дуела за пласман на Европското првенство. Во списокот на Друловик се најдоа еден дебитант и еден повратник во репрезентацијата. Тоа се играчите Давид Митов Нилсон, кој настапува во шведскиот тим Норкопинг, односно Иван Тричковски, кој по 16 месеци повторно доби повик во репрезентацијата на Македонија. Двата дуела Македонија ќе ги одигра на 9 октомври на домашен терен против Украина и 3 дена подоцна против Белорусија на гости. Во сабота и недела во спортската сала Билјанин извори во Охрид ќе биде одржан кошаркарскиот Суперкуп на Македонија. За прв пат оваа година во ова надпреварување, освен шампионот и освојувачот на купот, учество ќе земат и финалистите од двете национални надпреварувања. Во полуфиналните средби кои ќе бидат одиграни во сабота ќе се сретнат Работнички и Кожув, односно МЗД Скопје и Куманов. Финалето е закажано за во недела со почеток од 19 часот и 30 минути.
Ракометниот клуб Металург утре го пречекува швајцарскиот тим Кадети Шафхаузен во второто коло од Лигата на шампионите. И двата противника новата сезона ја започнаа со порази, па тренерот на Металург се плаши дека тоа може да е проблем повеќе за неговиот млад тим, бидејќи швајцарците биле едни од фаворитите во нивната група. Исто така тој се надева дека ќе имаат поддршки од трибините, што ќе биде мотив плюс да ја остварат првата победа во новата сезона. Над преварот Металург Кадети Шафхаузен се игра утре со почеток во 17 часот и 30 минути. Комплетирани беа вонредните кола во Италија, Франција и Шпанија. Ракометниот клуб ПСЖ го засилува и онака јакиот тим кој го има во моментов. Во продолжение вестите од меѓународен спорт. Комплетирано беше петото вонредно коло во шпанското и италијанското првенство. Во Италија, Аталанта на гостински терен ја запиша својата втора победа оваа сезона, откако со минимален резултат од 1:0 е совлада екипата на Емполи. Лидер на табелата е Интер со максимален учинок по првите 5 кола. Во премиера, Бетис на домашен терен загуби од Ла Коруња со 2:1. На табелата во Шпанија, Реал Мадрид, Селта Виго и Вилјареал се на делба на првата позиција со 13 освоени бодови. Во Франција пак беше комплетирано седмото коло. Екипата на Монако на гостински терен со пресврт стигна до победата во мечот со Монпелје. Тие славеа со резултатот 3:2 со гол во последните мигови од надпреварот. Водството од 2:0 на полувреме не беше доволно за домашните играчи да ги освојат бодовите на овој меч. Лидер на табелата во францускиот шампионат е ПСЖ со 17 освоени бодови. Ракометниот шампион на Франција ПСЖ од наредната сезона на располагање ќе го има еден од најдобрите играчи на левата крилна позиција во светот. Откако оваа година тие го ангажираа најдобриот ракометар во светот Никола Карабачи за рекордна сума, следен кој ќе се приклучи во елитното друштво е германецот Уве Гейнсхајмер. По 11 сезони поминати во Рајнекар, тој реши да замине. Гейнсхајмер во својата кариера ја има освоена наградата за најдобар ракометар во германското првенство во сезоната 2010-2011 и бил најдобар стрелец во Лигата на шампионите истата година. Светскиот шампион во тешка категорија украинецот Владимир Кличко го одложи мечот против британецот Тајсон Фјури поради повреда. За Фјури ова е ново разочарување откако претходно и Давид Хејн на 2 пати си има повлекувано поради повреди. Британецот кој и предизвикувач требаше да се бори со Кличко за титулите кои светскиот шампион ги поседува во сите категории. Тој улогата на задолжителен предизвикувач ја доби по победата против Чизора минатата година. Наскоро ќе биде објавен и новиот датум за одржување на мечот во Дизелдорф. Времето денеска беше претежно облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури се движеа во интервал од 16 до 25 степени. Да погледнеме какво време не очекува утре. Тоа беа информациите за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Ви посакувам пријатна вечер.